Македонија стои цврсто на патот на реформите на европската интеграција и на борбата против корупцијата и од тој пат назад нема, порача премиерот Христијан Мицковски, кој денеска имаше средба со извршниот директор на партнерството за отворена власт, Аида Нејакуза. Мицковски нагласува дека процесот на приближување кон Европската унија не е само административна постапка, туку суштински трансформацијски пат. Во фокус се вели граѓаните и нивната доверба во институциите, кои преку транспарентност и отчетност се фокусирани и клучните реформи. Кога институциите се отворени и отчетни, тогаш нема место за злоупотреба, ниту за загрозување на слободите и демократијата. Овој состанок е доказ дека ние не бегаме од проблемите, туку дека истите ги препознаваме и решаваме. Ние не се плашиме од предизвици, туку истите ги совладуваме. Партнерството за отворена власт со Македонија започна во 2011 година. Според Нејакуза, главната цел е транспарентноста и отчетноста на владата, да се елиминира корупцијата и да се врати довербата на граѓаните во јавните институции. Тоа бил клучен момент за покажување на напредок за да се пристапи кон Европската унија. Не сакав да се фокусирам на деталите, туку на визијата, нешто што самиот премиер го објасни. Визија за тоа како отворената влада може да ја помогне на Северна Македонија да ги испорача своите национални приоритети, да ја врати довербата на граѓаните и да ја стави оваа земја на позиција на глобален и регионален лидер во демократските влади. Министерот за јавна администрација Горан Минчев истакна дека Македонија останува целосно посветена на принципите на отворено владење и дека партнерството за отворена власт е клучна рамка за подобрување на квалитетот на јавните услуги и довербата на граѓаните во институциите. Со самото одржување на овој состанок на високо ниво испраќаме јасна порака за нашата политичка волја и решеност да продолжиме со реформите во борбата против корупцијата, модернизацијата на јавниот сектор, дигиталната трансформација, приближување кон Европската унија и јакнење на демократската стабилност. Стратешките активности на Министерството за јавна администрација во насока на унапредување на транспарентноста, отчетноста, дигитализацијата и граѓанското учество во институциите се дел од Националниот акциски план 2024-2026 година. Организацијата Партнерство за отворена власт е формирана во 2011 година и досега има соработка со 74 национални влади.